Почитувани, унапредувањата во партиската хиерархија во СДСМ се должат на слугувањето на криминалот, мафијата и на девастирањето на државата. Факт е дека Сања Лукаревска стана десна рака на Зоран Заев, додека семејните фирми на Заеви со години должат кон државата, должат за данок. Шаблонот е лесен, УЈП не презема ништо за ненаплатените даноци, а во замена Лукаревска добива висока партиска функција. Ова е класична злоупотреба, ова е класична партизација на државата, на администрацијата, ова е класично преземање на јавните институции во партиски цели. И денеска прашањето е јасно. Дали напредувањето на Сања Лукаревска во СДСМ се должи на фактот што како директор на УЈП фирмите на Заеви без стравување од некаква санкција со години се на листата неплаќачи на данок. За нив нема извршители. Почитувани, на листата на должници на УЈП, на листата неплаќачи на данок се и компаниите во кои што Заеви се сосопственици. Вице Заев е содружник во градежната компанија Дравас Инженеринг, која заклучно со август лани имала вкупен, доспеан, а не наплатен долг од 41 милион 325 илјади денари кон државата. Од нив 25 милиони денари се за ДДВ, 14,7 милиони денари за данок на добивка и 279 илјади денари за плати и за придонеси. Втората компанија е Сара Инженеринг со вкупен долг од 33 милиони 811 илјади и 500 денари, од нив за ДДВ се 13,5 милиони денари, за данок на добивка 19,7 милиони денари и за плати и за придонеси 78 илјади денари. Само со овие две компании Заеви должат 1 милион 220 илјади евра данок кон државата. На оваа листа, почитувани, е и фирмата Сара Јавор Инженеринг, чиј вкупен долг изнесува 16 милиони 204 илјади денари, од кои за ДДВ се 13,5 милиони денари и за данок на добивка се 2,1 милион денари. Со тоа, само од трите фирми во кои кособственик е Заев, кон државата се должи речиси 1,5 милион евра, односно над 1 милион 485 илјади евра. И ова се повторува со години, така, на листата неплаќачи во 2019 пак беа фирмите на Заеви, како Еленица со долг од речиси 10 милиони денари, додека Дравас Инженеринг должела речиси 17 милиони денари по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка и по основ на персонален данок на доход. Почитувани, додека СДСМ со Заев ја задолжи државата и планира да ги покачува даноците, фирмите на Заеви не плаќаат даноци, а директорката на УЈП добива унапредување во партијата на Заев. И денеска, наместо празни соопштенија за транспарентност, СДСМ треба да одговори дали Сања Лукаревска е унапредена во партијата затоа што овозможува на фирмите на Заеви со години да се на листата неплаќачи данок. Транспарентноста во тоа дека семејните фирми на Заеви не плаќаат данок не е напредок, напротив е дрскост и доказ за неказнивоста. Додека се качуваат даноците за граѓаните, а УЈП спроведува санкции за нив, Заеви се пример за неплаќање данок. Ви благодарам. Дозволете ми да ви одговорам и на прашање пристигнато до пресцентарот на ВМРО-ДПМН, докаде се разговорите за измени на изборниот законник, вклучувајќи тука и измените за изборниот модел. Почитувани, разговорите помеѓу партиите за измените на изборниот законник, во кој што е вклучен и измените на изборниот модел во Република Македонија, се водат на ниво на експертски групи, а тогаш кога ќе има некаков напредок или некаков резултат од тие разговори, ќе ги соопштиме кон јавноста. Ви благодарам.